Почитувани граѓани, власта лажеше македонската јавност во врска со предлогот за отпочнување на преговорите со Европската унија. Владата на Ковачевски лажеше затоа што со овој предлог прават трајна штета на македонските национални и државни интереси, кои водат или кон вечно преговарање, или кон асимилација, промена на учебниците, промена на историските читанки за лица и настани од македонската историја и директно задирање во идентитетските прашања. Со еден збор, владата на Ковачевски предвидува предлог кој целосно ги опфаќа бугарските барања. Ковачевски и владата го лажеа народот и кога говореа дека наводно одбиле првичен предлог, за потоа да излезе на виделина дека новиот предлог е ист и со козметички и семантички несуштински измени. Вистината е дека прифаќајќи предлог кој во себе содржи механизми кои на Бугарија ја овозможуваат целосен диктат на процесот, во кој или ќе ги прифаќаме нивните барања, или ќе добиваме континуирано вето. Тоа е втората лага на Ковачевски и неговата влада. Тие тврдат дека во рамката за почеток на преговори не се опфатени така наречените историски прашања, но во суштина истата таа рамка содржи годишен извештај или протокол кој треба да го оцени официјална Софија и од чија содржина зависи напредокот на Македонија. Е токму тука, во овој годишен извештај, ќе се проценува реализацијата на членот 12 од договорот со Бугарија од 2017 година и во кој извештај таксативно и прецизно бугарската страна бара конкретни промени во учебници за лица, настани, споменици и така натаму. Така, например, со точен рок се обврзува македонската страна да направи промена на лекции во учебникот за 7 оделение по географија, во учебникот по историја за цар Самуил, а во некоја наредна фаза и промена на учебниците кои се однесуваат на Илинденското востание, Гоце Делчев, Сандански, Груев и сите видни револуционери и историски настани. Ова е диктатот кој владата на Ковачевски е спремна да го прифати за да обезбеди сликање кое треба да биде новото селфи од авиончето, бидејќи вистинскиот почеток на преговори би следел после менувањето на македонскиот устав. Тука е третата лага на Ковачевски и неговата влада. Суштинското отворање на пристапниот процес е условен од промена на уставот, за кој прво истата власт тврдеше дека ќе се случи на крајот на самото членство, за сега да го направи на самиот почеток, без никакви гаранции од нови условувања и понижувања. Попатно, не помалку важно ќе биде оценувањето на говорот на омраза, кој ќе се разгледува и оценува во рамките на годишните извештаи, кој е со широк опфат и овозможува селективно толкување од страна на Бугарија. Ете, заради ваквите ултиматуми и понижувања, велиме, не благодарам. Заради ваквите лаги на власта на Ковачевски народот масовно излезе и вечерва ќе излезе. И токму затоа граѓаните ќе продолжат и денес со својот мирен и достоинствен протест во 19 часот пред платото на владата. Македонија кажува не на асимилацијата, не на бугаризацијата. Новото виткање на кичма, кој го подготвуваат Ковачевски и османи, не смее да помине. Се гледаме вечер пред влада во 19 часот. Ви благодарам.